која тргувала со својата 8-годишна ќерка, а врз која беше извршено сексуално насилство со тешки телесни повреди. Уште потрагично прозвучи информацијата дека мајката тоа го правела и со другите две деца, за кои е констатирано дека биле сексуално злоупотребувани на многу порана возраст. Тема на отвореното студио за вечерва е сексуалното злоставување на децата. А со нас во студиото е извршниот директор и основач на првата детска амбасада Медјаши магистар Драги Змијанац, докажан борец за правата на децата. Добро вечер. Денувиве македонската јавност ја разбранува веста за мајката која тргувала со својата 8-годишна ќерка, а врз која беше извршено сексуално насилство со тешки телесни повреди. Уште потрагично прозвучи информацијата дека мајката тоа го правела и со другите две деца, за кои е констатирано дека биле сексуално злоупотребувани на многу порана возраст. Тема на отвореното студио за вечерва е сексуалното злоставување на децата. А со нас во студиото е извршниот директор и основач на првата детска амбасада Медјаши магистар Драги Змијанац, докажан борец за правата на децата. Добре дојдовте во студиото на ОС. Добро ве најдов. На почеток, дали вашата институција е запозната со овој случај кој го споменат во најавата? Да, наша првата детска амбасада во светот Медјаши, која веќе 16 години се обидува да ги заштитува правата на децата, во партнерство со многу добронамерници, државни институции, медиуми, граѓани, остро реагираше и најостро го осуди овој чин на несовесната мајка и на злоставувачите и побара најстрога казна за сторителите, доживотна казна, а за мајката земање на родителското право, затоа што сметаме дека за децата, значи, подеднаква грижа треба да водат не само родителите, туку и целата заедница. Во овој случај се покажа дека мајката која го подведувала своето дете за остварување на материјална добивка, да не беше ставено под знак прашање животот на девојчето, 8-годишното девојче. Можеби овој случај на трговија со деца, детска проституција и педофилија можеби немаше да биде откриен, а тоа говори дека во Македонија, за жал, бројките кои се релативно мали спрема светските показатели дека сексуалната злоупотреба со деца, детска проституција, порнографија, трговија со деца е на пониско ниво за разлика од останатите балкански и европски земји. Сметаме дека не е точна, затоа што за ова многу малку се говори и многу малку се охрабруваат децата да го пријават сексуалното насилство, а посебно е болно кога тоа го прават родителите, како што е во овој случај. Како што рековте, евидентно е дека во последно време, барем од она што може да се проследи во медиумите, дека бројката на сексуално злоупотребувани деца во земјава е во пораст. Какви се вашите? Можеме да ги компарираме домашните податоци со светските стандарди. Нашиот SOS телефон кој е вжештен веќе 15, неполни 15 години, се имаат јавено 17.000 деца. Так. Само минатата година 13,5% се поврзани со сексуална злоупотреба, трговија со деца, злоупотреба сексуална и педофилија. Тоа е голем број, можете тоа да го помножите на годишно ниво. Светските стандарди, светските податоци велат дека најчесто 70% од жртвите, децата, не го пријавуваат сексуалното злоставување од страв како ќе бидат прифатени од средината и од постојаната виктимизација во процесот на докажување во сочување со насилникот. Сметаме дека тука треба да се внимава доста превентивно, значи децата да бидат едуцирани што е дозволено, што не е дозволено однесување на возрастните, што е ризично однесување, како да се заштитат од несакани вакви активности и доколку тоа се случи да навистина имаат кај да го пријават. Го пријавуваат на нашиот дежурен SOS телефон 0800 1222. Тој е бесплатен SOS телефон за деца и млади, формиран уште 1993 година, кој ги регистрира овие повици. Нашите SOS оператори разговараат со децата,
најчесто се активни слушатели, не секогаш даваат готови препораки, решенија како да се постапи, но ги регистрираат податоците и јавувањата и најчесто ги префрлаат на правната служба, која бесплатно ги застапува и ги брани најдобрите интереси на децата, посебно ако се случува злоупотреба на деца во институциите, како што е училиште, предучилишна установа, градинка, реагира до Народниот правобранител и бара да се почитуваат не само Конвенцијата за правата на детето и Уставот, каде што е загарантирана целосна лична безбедност на детето, туку и се повикува најчесто на онаа конвенција која во државните институции не целосно ја препознаваат како инструмент со кој може да се справат против насилството, а тоа е по наша иницијатива се донесе во собранието во 2002 година се ратификува Конвенцијата за стопирање за најлошите форми на злоупотреба на детскиот труд, каде што се подразбира економска, политичка и сексуална злоупотреба на децата. Дури овој тип. Значи, како што ви ќе споменавте, ја имате сос линијата, јас мислам јавноста е добро запозната, 0800 12222. Каде што децата се обраќаат за помош, се обраќаат ли за вакви ситуации и што велат статистиките, например на која возраст се најчесто жртвите, дали е поекспониран машкиот или женскиот? За жал девојчињата се повеќе жртви на сексуална злоупотреба и уште е пожално што тоа се случува на деца помали од 13 години. И таа граница се повеќе и повеќе се намалува, како што се посочи со овој случај од 8-годишното девојче. Значи, возрастните се почесто посегнуваат по малолетни деца, помали од 13 години возраст. Тоа би рекол, јас го дефинирам како педофилија. Тоа е, би рекол, едно од најтешки кривични дела и мислам дека со право нашиот колегиум се залага за најстроги казни, затоа што сметаме дека покрај превентивната компонента и казната доживотен затвор треба да профункционира и казната одземање на родителско право, затоа што треба да се стави стоп на оваа злоупотреба на деца. Во овој случај мислам дека одговорноста не треба да биде само на родителот, туку и на државните институции, пред се Центарот за социјална работа, затоа што сметаме дека овие семејства во кризна состојба со ваков начин на ризично живење и обезбедување на екзистенција, посебно на овие деца кои не се вклучени во воспитно-образовниот процес, а знаете дека во Македонија има 18.500 деца кои не идат на училиште, се потешка е можноста на државните институции да воспостават директен контакт со овие деца, затоа што тие се постојано на улица, питача заработуваат на поденорно тешки услови екзистенција за своите најблиски, од тешки физички работи, чување на добиток, работа, би рекол, на раскрсниците до детска проституција. И мислам дека центрите за социјална работа треба да направат напори заедно со училиштата овие деца да ги вклучат во воспитно-образовниот процес и на тој начин ќе има можност повеќе да имаат контакт непосреден со нив и да го превенираат овој тип на несакана сексуална злоупотреба од страна на педофилите и возрастните. Македонија неодамна, значи, ја има подпишано Конвенцијата за превенција на сексуалната злоупотреба, со која се криминализира и употребата на интернетот за оваа цел. Во светот е актуелна борбата против така наречената сайбер педофилија. Имаме ли информации за такви појави во Македонија? Такви случаи, да речеме, дали има евидентиран? Во Македонија, значи, многу често апелираме до децата, кога се на интернет ги користат онлайн услугите, дали е тоа чат или било која форма, да не даваат лични податоци, доколку добијат понуда да пратат фотографија и место на живење, адреса, тоа да го одбегнат, доколку добијат непријатна порака, тоа исто така да го одбегнат, да го пријават на возрастните, а пак упатуваме апел, бидејќи многу често веќе е составен дел од современото живење, нашите деца ја користат интернет комуникацијата, месенџер, скајп и така натаму. Сметаме дека родителите, доколку забележат дека децата се многу повлечени и дека се предолго пред своите компјутери и дека се вознемирени и се повлекуваат во себе во ноќните часови, не комуницираат со родителите, треба родителите поинтензивно да бидат до нив, да разговараат за ова прашање и да им кажат како да се заштитат од несакани упади од страна на педофили кои пристапуваат на вакви онлайн комуникации со децата. Така. Што говорат светските искуства во справувањето со педофилијата, мислам на класичната педофилија? Например, во Британија граѓаните имаат право да добијат информација без некоја процедура во полиција, дали има, например, регистриран педофил во соседството? Европската унија прави напори да се воспостави архива за педофили во Европа и мислам дека
На тоа многу работат и Министерството за внатрешни работи. Несакани порно сајтови се забрануваат подитно да може да бидат пристапни и мислам дека сме многу благодарни ние како граѓанска организација, како Прва детска амбасада во светот Мегеши, што се случи пред неколку години да имаше една таква пристапна порно страница, интервениравме, тие многу брзо интервенира, ја тргна од употреба. Мислам дека тоа е добра соработка со ова институција. Она што исто така не радува, бидејќи сме дел од еден регионален програм за детето сведок, жртва на сексуална злоупотреба, со судиите од основните судови во Република Македонија имавме обука токму за ова проблематика педофилија, сексуална злоупотреба, каде што беа информирани како во процесот на сведочење страна на детето, дека детето треба да биде изолирано во посебна просторија, адаптирана специјално за нив со скрин огледала, за да не бидат дополнително виктимизирани, злоупотребувани во процесот на испитување. Доволно е едно сведоштво од страна на судијата со високо трпение, со целосна посветеност, обкруженост, можеби со психолог, педагог кој ќе ја слушаат изјавата на детето од другата страна. Ако треба максимално да се вложи 4 до 5 часа со цел да добијат една изјава и дека таа е доволна и дека не треба детето да му се повторува повторно сведочењето за настанот кој се случи. Така, кога сме веќе ги споминавме светските искуства и вашите соработки, вие неодамна добивте една интернационална награда, би рекла со многу во име, Ангел на годината 2008. Морам да кажем и јас бев изненаден кога добив покана од Италијанскиот црвен крст од Ломбардија и невладината организација Монета за мир, каде што ме номинира со специјална меѓународна награда во манифестацијата Ангел на годината 2008. Таа беше специјална меѓународна награда за 20 годишна моја работа во Првата детска амбасада во светот Мегеши и за меѓународни проекти. Оваа награда ја добив во Милано на 28 јануари покрај еминентни луѓе во Италија, како што е Бонолис, како што е Гатусо, познат фудбалери, многу познати естрадни звезди кои се залагат за добробит на децата. Таа награда е веќе поставена на нашиот сајт и денеска преку нашиот електронски информатор Бушавко, кој преку датабанка оди на 56.000 адреси, преку нашата интернет имейл ќе ја добијат многу граѓани. Ние не направивме за тоа промоција и пресконференција. Сметаме дека овој електронски информатор кој го читаат многу наши подржувачи ќе можат да бидат информирани за она што навистина не само јас, туку и Првата детска амбасада во светот Мегеши. Морам да кажам, неколку пати ја спомнав Република Македонија таму. Говорев на англиски, потоа го сменив мојот говор на македонски јазик, ме преведува на италијански, сакав да ја доближам и им се заблагодари во името на сите граѓани за оваа награда од Република Македонија. Честитки уште еднаш. И за крај на оваа емисија да ни кажете кои се следните планови, односно проекти за работа на Првата детска амбасада? Ние она што го предпочитаме е да не само даваме реакции, осудувања, да не ја дефинираме состојбата во Република Македонија, туку да даваме секојаш директна помош на децата. Значи покрај SOS телефонот и бесплатната правна служба, тука се детските работилници, но она што во моментот сме многу фокусирани е дневниот центар за деца на улица. Затоа што мислам дека тој дневен центар за деца на улица, каде што ние во понеделник, среда и петок ги собираме децата од населба Аеродром, кои живеат во тешки субстандардни услови покрај реката Вардар, доаѓаат кај нас, ги капеме, ги тушираме, имаме евиденција за нивните вакцини, здравствено ги осигуруваме, им обезбедуваме извод од матична книга на родените, им обезбедуваме топол оброк и се обидуваме да ги вклучиме во воспитно-образовниот процес, затоа што нашето мото е едно дете во училиште, едно дете помалку на улица. Така. Ви благодарам многу и ви посакувам успех во понатамошната работа и уште многу вакви награди. И вам што ни дадовте можност да покажеме до кај сме стигнале. Ви благодарам. Поздрав. Почитувани гледачи, наш вечерашен гостин беше основачот и извршниот директор на Првата детска амбасада Мегеши. Ви благодарам на вниманието. Пријатно.